Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, како што најави мојот колега Ордановски, со мене во студиото е подпредседателот на нашето собрание, господинот Зеки Рамчиловиќ. Добре дојдовте во студиото на утрински брифинг. Прв пат. Так, добро утро, благодарам на поканата. Се ближат избори, а вие бевте дел од коалицијата на ВМРО, потоа останавте со независните пратеници на ВМРО, а сега во моментов сте и независен пратеник, односно се одвоивте и од таа група. Пред се морам да ве прашам какви се вашите идни политички аспирации, имате ли амбиција да останете, да продолжите, какви се вашите планови? Неминовно прашање дека нели веќе сме во предизборен период, но сепак не би можел конкретно да ви одговорам, бидејќи тоа зависи од многу други, да кажам, фактори, но секако со она што во изминатиот период и како пратеник, но и претходното политичко искуство, особено овој период и овој мандат кој што беше релативно тежок, мислам дека имам што да понудам и во понатамошниот период од политички аспект, но секако ќе видиме како ќе се движат договорите, но она што ми е најбитно во секој случај е она и што може би го одбележи и тоа моето делување, односно секогаш носење на рационални одлуки кои се во интерес на државата. Мислам дека тоа треба буквално сите да го имаат во предвид кога се кандидираат за некоја функција и од тој аспекти да делуваат, да ги остават не викам секогаш, меѓутоа кога се во прашање државнички политики да ги остават оние ситно политички и партиски интереси. Така да до сега немавте преговори? Преговори, па може би да не кажам уште рано, но имам разговарано. Ова што јас го кажав го препознаваат и некои политички партии поголеми, па ќе видиме како ќе се движат насоките, но пак, значи, она што ми е најбитно е сепак да идеме во правец во кој што сме тргнале, односно оној период кој што сме го имале на изолација, некако да продолжиме кон ова што веќе е на повидок, односно интеграција и она што значи една стабилна и просперитетна држава. На само неколку недели пред распуштање на собранието, предпоставувам атмосферата е жестока внатре во законодавниот дом, она што најмногу ги интересира граѓаните, а богами меѓународната јавност е законот за јавно обвинителство кој се уште е блокиран. Очекувате ли да се донесе пред распуштање на собранието? Па добро, но прво ова што го потенциравте, меѓутоа навистина тоа јавноста го гледа веќе максимално и собранието и говорницата се ставени во функција на политичка кампања и на изборите, така да во случајов за сите, буквално да не кажам за сите закони, па и она што веќе е најактуелно, законот за јавно обвинителство, периодот е навистина краток, но да има време секако, и бидејќи веќе особено двете најголеми политички партии го имаат законот и разговарано и анализирано многу изминатиот период, така да нема тука непознаници. Она што мислам дека требаше и порано да се случи, и јас лично и тогаш како дел од независната пратеничка група и понатаму, ние инсистиравме на тоа да дојде кај пратениците, да не биде ни овој закон, меѓутоа и за други работи. Не треба да бидеме заложници на лидери и слично, каде што тогаш веќе се ставаат на маса многу други работи, а не само она што е директно што се однесува до законот, и секако за да се донесе еден добар закон, најдобро е да се дискутира во собранието. И добро е што веќе конечно работната верзија на законот е пратена до пратениците, јавната расправа е закажана, време има. Верувам дека после јавната расправа да излезат може и некои други ставови од експертската јавност, и секако веќе да не може никој да се крие веќе за да некои банални причини, туку едноставно да ако има конкретни забелешки што ќе го подобрат законот, да се вметнат во таа работна версија, односно да се изготви законот и веќе тоа да се тргне во една нормална процедура каде што би се изгласал законот се со цел да покажеме и на меѓународната заедница дека навистина сме држава која што има како да
да кажам, она намери кои што да гради едно демократско општество кое без ваков закон, без обвинителство, судство, без таа трета власт со квалитетни закони, независна и ефикасна, не можеме да градиме и демократско општество прво заради себе, меѓутоа не можеме ни да се интегрираме во она кон што стремиме кон Европската унија. Така да јас очекувам да се направат тука напори и да има време да дојде и на пленарна седница и верувам дека ќе се изнајде решение за да се донесе овој закон. Па дури ова сакав да го кажам, често некогаш се зима, го гледа тоа дали нешто ќе ако се донесе законот, дали некој веќе ќе веднаш ќе почне со некој, не знам, условно кажано реваншизам, она што обвинува ВМРО дека се прави закон со кој што едните ќе се штитат, другите ќе се гонат и слично, па може иако во законот тоа не е предвидено, меѓутоа не е воопшто проблем тој закон па да му се даде една временска рамка дека ќе се применува условно кажано, не знам, од 1 јуни. И тогаш нека биде да се донесе, така и така ќе има време за прилагодување, меѓутоа кој да ја формира новата влада ќе има чиста ситуација, кој да е да се го применува, бидејќи се работи закон за јавно обвинителство и мислам дека многу се политизира, иако нема во него многу политички моменти. Има одредени работи кои што може да се подобрат, но има јавна расправа и верувам тука ќе се расчистат многу дилеми. Контактирате ли со вашите колеги од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН, каков е нивниот став за законот за јавно обвинителство, ќе гласаат ли за и како ја оценувате оваа блокада од страна на ВМРО-ДПМН на ваков клучен закон? Па има и соопштение, мислам сега во четврток или петок, не сум сигурен, во поглед на токму на законот. Значи, она што јас го кажав преска, истото се однесува и на независната пратеничка група. Дури и одредени забелешки кои што требаше и да ги изнесат они во јавноста се истите оние забелешки, бидејќи јас бев долго време со нив и законот е исто така долго време. Во глобала сме на да не кажам исто мислење, скоро, каде што би можело одредени само делови да се подобрат и да се изгласа законот. Така да, но сепак да сега веќе кога е закажана јавната расправа, тоа и беше и една од работите на независната пратеничка група да побара да законот влезе во собрание и верувам дека со нивна, значи со тие некои забелешки што ги има и веројатно нешто што ќе произлезе секако од јавната расправа, дека независната пратеничка група тогаш би го поддржала законот, се со пак интересот на државата и ова што неформално, иако не е услов, меѓутоа на некој начин не е и услов за добивање на датум за преговори. Која е целта на ВМРО-ДПМН тогаш да го блокира овој закон? Целта, како и за многу други работи, значи буквално манипулирање со јавноста. Јас тоа другачие не го гледам, истото се однесува како законот за одбрана, што е конкретно исто така и за името на уставното име на државата, значи чисто манипулирање со јавноста. Иако по мене, она што во контактите со граѓаните да има одредени ефекти кај одредени групи граѓани, но во глобала има повише штета имаат од такво манипулирање и отколку што ќе имаат корист на изборите. Така да од таа страна тоа политиканство мислам дека нема да им донесе некои поени и ќе мора, верувам дека пак викам после оваа експертска јавна расправа дека ќе смогнат сили да се стават во функција на државата. Бидејќи го споменавте името на државата и гласањето на уставните измени, вие бевте еден од оние кои гласа за тие уставни измени. Тука се наметнува прашањето, бидејќи пред 2 месеци бевте избран за потпредседател на собранието, дали е тоа своевидна награда, со оглед на фактот дека токму владачката коалиција СДСМ и ДУИ ве предложија? Своевидна награда, сигурно после година дена, мислам дека е такво прашање може би, ајде да не кажам абсурдно, во секој случај кандидирањето, изборот за потпредседател на собранието нема баш никаква врска и никогаш не беше разговарано во тој период кога се носе уставните промени. Меѓутоа во понатамошниот период со да кажеме моето делување, но
еве тоа е може би битен момент бидејќи и ослободување на односно оставката на потпредседателот Весел Мемеди што беше на собранието се оствори простор за нов потпредседател. Она што мене ми беше важно, бидејќи јас цело време најмногу за бошњачката заедница, меѓутоа и за сите други помалку бројни заедници се залагам за комплетно нивно интегрирање во општеството и кога го разговарав беше како чекор да се воспостави една пракса за во секој понатамошен состав да еден од потпредседателите, макар и символично, иако има работа, има обврски, значи да биде од помалку бројните етнички заедници. Со тоа би испратил една навистина она порака, бидејќи постојано се трудиме да градиме граѓанско општество, мултиетничко општество, а никако да направиме квалитетен исчекор од она што де факто функционира, а најмногу како бинационално општество, но во глобала се прават чекори последниот период кои што одат во прилог дека ги надминуваме, дури и народот веќе и со таа сама не само со некои чекорите, туку и свеста веќе на граѓаните оди кон тоа дека сите сме навистина еднакви, сите треба да имаме исти можности, сите исти обврски и нормално поле за докажување. Веројатно предпоставам дека ќе поддржите една изборна единица за следниот изборен циклус. Доколку би било, значи, како можност, секако да. Затоа што тоа и не само заради помалку бројните заедници, туку затоа што сметам дека тоа е најдобар начин да имаме парламент кој што би во случајов многу често меѓутоа би се подигнало на едно повисоко ниво улогата на пратеникот и влијанието на собранието на вкупните процеси, со тоа што би се зголемила и нели шарена ликост, а може би тоа би било проблем за формирање на коалиции, но секако би овозможило градење на поздрави процеси внатре во собранието, а не да се комплетно некогаш под влијание на одредени лидери. Но тој аспект јас не сум еден од подписниците на новиот предлог закон, затоа што јас и тогаш барав да се вметне и за помалку бројните загарантирани места. Иако со една изборна единица дел од заедниците можат самостојно да имаат пратеници, меѓутоа особено за бошњачката и влашката заедница тоа не е можно со оглед на бројката и секогаш нели ќе има гласови на една на друга страна, многу тешко ќе биде, но пак во прилог да се гради едно мултиетничко општество како пракса го има во светот и во регионот, би било добро токму овие заедници да се сочуваат и од асимилација и понатамошно, значи да имаат комплетно интегрирање, да имаат и одреден број на загарантирани места. Вашиот довчерашен партнер ВМРО-ДПМНЕ ве обвини вас независните пратеници дека сте подкупени за да гласате за уставните измени. Најавивте тужба против Антонио Милошовски, дали ја поднесовте? Не е поднесена, но ќе ја поднесеме, се изработува, бидејќи некако ние стално со одредени реакции и повикување, доколку има нешто, нека поднесат и докази и го повикувавме јавно обвинителство, еве, подопрен глас, ако е веќе така, нека покрене истрага. Меѓутоа, навистина со она коректно однесување изгледа ќе мораме тужба да поднесеме за тоа што навистина тоа се класични лаги и невистини со кои што пак се манипулира јавноста и сака да се заработи некој политички поен повеќе, но ќе ја поднесеме тужбата секако. Ваше лично убедување е дека требаше да се гласа за уставните измени, дека е тоа за доброто на државата? Штом сум гласал, значи одговорот тука е позитивен. Јас и од ова дистанца и тогаш викав најдобро времето ќе покаже дали сме биле во право или не. Тоа уште останува. Меѓутоа еве од ова дистанца кога гледам, значи без уставните промени, без значи промената на уставното име, ние би било под знак прашање доведена, да не кажам државата. Не е во овој период, можеби не е тоа да се потенцира, меѓутоа чисто јас го почувствав, ние секоја година не знам, ќе биде ова, некој секогаш имавме црни сценарија. Јас единствено таа минатата година не слушнав ниту едно црно сценарио за нашата држава, туку само еве да кажеме најлошите од тие некои разочарувања зашто не добивме датум. И тоа се испостави дека не е по наша вина, туку буквално барем јас колку ги гледам работиве, ние сме некако колатерална штета на некои превирања во Европска унија и можеби ете влијан меѓусобните
пред се на Франција и Германија одредени влијанија и процеси. И во тој случај, значи, сметам дека навистина донесуваме исправен чекор, се покажа дека дека идентитетот, македонскиот идентитет веќе не е доведен воопшто во прашање, дека е признаен кај меѓународно и како народ и како, значи, македонски јазик со сите атрибути. Верувам дека последниве некои чекори идат и кон тоа да се призна и Македонската православна црква. Значи, од сите они аспекти, значи, во кои што ние се залагаме, каде што најбитно ни беше да сочува македонскиот идентитет, а од друга страна да направиме отстапка со која што би се интегрирале во меѓународните организации, со кои што би станале, значи, стабилна и респектабилна држава. И тука немам дилема, значи, и сега, дека одлуката што тогаш ја донесов, иако емотивно, мислам и рационално беше тешка, особено емотивно, и ги разбирам граѓаните, меѓутоа, значи, рационално донесена одлука, во тој момент ние немавме подобра алтернатива и верувам дека тоа граѓаните, значи, веќе го препознаваат. Пред ратификација сме на членството во НАТО и сите тие процеси понатаму само ќе се поставува прашање зошто некои работи не успеавме да имаме храброст да донесеме многу порано, отколку да 30 години се занимаваме со исти прашања и кои што Македонија ја влечеа назад, отколку да ја да кажеме да ја бутаат напред да оди. Можеби затоа што рационалноста не беше главна одлика на водењето на реал политиката на владеачките гарнитури до сега. Ке се согласите? За жал тоа мислам се покажа и во тие моменти. Јас и тогаш бев нека да се излезе на референдум. И граѓаните ќе си го кажат зборот. Но вие го оценивте за неуспешен. Да, он е неуспешен по тоа, затоа што немаше излез. Ние мораме да бидеме да ги гледаме законите. Од тој аспект тука нема дилема. Што ви кажува бројката на оние кои гласаа за? Да, тоа е во ред. Очигледно и да излегоа другиве дека пак најголем дел од граѓаните, значи, ќе поддржаа промената. Меѓутоа, збориме од формално правен аспект, значи беше неуспешен. Тука нема и Државна изборна комисија се изјасни. Но за тоа викам тогаш бев да се излезе комплетно за да има легитимитет процесот. И тоа е она што пак одредени структури немаат храброст, немаат државнотворни политики, одредени лидери и тоа за жал продолжува и понатаму. И кога веќе на тој начин не се донесе одлука правно формално чиста, сосема е легитимно што процесот се пренесе во собранието, бидејќи ние сме представници на народот и мислам и законски и правно сето тоа што се направи е и легално и легитимно. И од тој аспект, значи, дури јас носејќи одлуката го гледав и мислењето и на пратениците кои се македонци, значи припадници македонскиот народ, затоа што како нивни представници и најголем дел од пратениците македонци по етничка припадност, значи, гласаа за промените. Така да, од тој аспект тука нема веќе дилеми, тој пат е завршен. Единствено останува повторно проблематично зошто некој се однесува лицемерно. Од една страна знаеше да буквално, да не кажам, да не стави на отстрел, а од друга страна да повикува, не знам, за гласање на ратификација. Од една страна блокираш закон заради име Република Северна Македонија, закон за одбрана, а од друга страна повикуваш за ратификација на Вашингтонскиот договор да станеш членка од НАТО со тоа име. Тогаш не им пречи. Од една страна имате, да не кажам, ајде, тоа е сега, меѓутоа барем министриве, да кажем, изјави потпишуваат со Република Северна Македонија, не им пречи, а на секој чекор кој ќе излегуваат кај луѓето го кажуваат сосема спротивното и повторно, не знам само кој веќе верува дека може тие процеси некој да ги... Ни тие не веруваат, ниту сакаат, а го збораат, значи буквално класично манипулирање со граѓаните. Да, и граѓаните дури се шегуваат на социјалните мрежи по ова прашање дека сите го прифаќаат терминот северна кога се работи за фотелја. Морам пред крај да ви поставам само уште едно прашање, бидејќи значително е забележлива вашата промена во реториката. Претходно велевте дека во СДСМ прави СДС поточно прави незаконие, беззаконие. Дали се уште сте на тој став и дали се уште ги нарекувате СДС? Не знам, јас никогаш, можете слободно да видите моите изјави, никогаш СДС не сум кажал. Значи, кога моите колеги од опозицијата
никогаш, значи секогаш сум, значи комплетното име на партијата сум го кажувал и тогаш и сега. И дури и тоа што рековте незаконие, беззаконие, јас единствено што сум ги критикувал. Ова се СДС. Не, ги прегледува исто со беззаконието е исто ваша. Не, видете, можете може би некој да го напишал така. Меѓутоа, сигурен сум дека не сум го кажал на пример името СДСМ. А беззаконие може би за некои одредени процеси сум критикувал. Јас сум јавно и стојат, јас и кај мене и на профилот, на пејдж, на Facebook, ја немам избришано ништо. ништо. Како на појавување пред апелација за протестот за Сеат Кочан. Така. И од таму имам една реченица така. за која што сакам да ве прашам. Велите, ве цитирам, не може ли еден бошњак да биде успешен бизнисмен така. во државава? Дали криминалот е резервиран само за македонците и албанците во оваа држава? Не може ли еден бошњак да направи криминал во оваа? Значи, тука криминалот нема ни нација, ни вера, ни токму затоа ви го поставувам прашањето. Меѓутоа, за жал, јас некако најлесно законот функционира за помалку бројните етнички заедници. Можете да се вратите наназад, и можете и тие изјави да ги гледате каде што јас викам, без разлика кој беше на власт и без разлика што тогаш бев во коалиција со ВМРО. Значи, ќе земете, не знам, дали Велија Рамковски, дали, не знам, Софија Цановски случувањата, Сеат Кочан, или ако се навраќате, не знам, се ќе видите дека некако криминалци ви излегуваат дека се не ова обратно него ли вие што викате дека е резервиран за македонците и бошњаците, излезе дека е резервиран само за помалку бројните етнички заедници и за жал мислам дека еве и тие стравувања што беа тогаш, некако пак тогашното специјално јавно обвинителство се покажа дека не ја изврши својата задача, можеби токму имаше и резерва сега и понатаму за овој закон, меѓутоа веќе тоа е апсолвирано, нели, веќе предметите, сето тоа е регулирано на друг начин, а законот за јавно обвинителство ни е потребен и од тој аспект нормално баш законот треба да функционира за сите, а не само за некои кај што е најлесно. Јас може би токму од тие аспекти се залага максимално за интегрирање на помалку бројните етнички заедници во сите сфери на општеството. Господин Амчиловиќ, ви благодарам што бевте гостин во денешниот утрински брифинг.